Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Гимназиското образование во Македонија се соочува со итни сеопфатни реформи, бидејќи веќе години наназад не се направени промени и има застарени методи. За тоа дека се потребни реформи се согласни и 93,1% од наставниците и 93,4% од учениците. Значи голем процент и од наставниците и од учениците се согласни за тоа дека реформите се неопходни и потребни веднаш. Од Министерството за образование и наука од неодамна беше предложена нова концепција за реформи во гимназиското образование. Најголемо внимание кај оваа концепција привлече тоа што предметот филозофија ќе биде ставен за изборен предмет, а предметите логика и етика ќе бидат целосно отстранети. Концепцијата на јавен увид е се до 1 февруари, а Министерката за образование вели дека ова не е завршно, затоа што може да претрпи реформи во однос на мислењата и ставовите од фелата. Во продолжение зборуваме за оваа тема со професорката Диана Петрова, професорка по македонски јазик при Математичко-информатичката гимназија во Скопје. Професорке, ви благодарам што сте заедно со нас во Слободен печат. Благодарам за поканата и благодарам за тоа што секој пат успевате актуелните теми да ги внесете во емисија. Да, се обидуваме да ги разјасниме за нашата публика. Ајде за почеток вашето лично мислење за оваа концепција. Моето лично мислење, како што спомнавте и вие, дека најмногу некако како да остави впечаток или да беше актуелно само исклучувањето на некои предмети, што е навистина многу важно и е многу дискутабилно. Меѓутоа, јас при исчитувањето на концепцијата некако повеќе внимание посветив на понудените методи за одвивањето на наставата, бидејќи сметам дека можеби тоа е и најважно, затоа што да воведеме предмет теорија на, односно тајните на универзумот, нема да има никаков ефект ако не се сменат начините на предавање, ако не се смени методите на предавање за време на часот, ако не се направат часовите да дадат некаков ефект врз учениците. Така што можеби тоа беше причината поради која што прво внимание дадов на тие работи, како да се одвива наставата, како да се реализираат активностите за време на часот, кое е местото на ученикот за време на часот, а дури подоцна веќе кога почнани социјалните мрежи да се пишува за тоа, ги видов предметиве кои што ќе бидат исклучени или нивните часови, нивниот број на часови ќе биде намален. Институтите и наставниците од оваа фела, филозофија, логика, етика, се бурни деновиве и сосема разбирливо е тоа што се засегнати нивните предмети. Како вие реагирате на ова? Што, сега хипотетички кажано, што доколку македонскиот јазик, предметот по македонски јазик беше во оваа група? Апсолутно дека тогаш ќе бев можеби лично засегната ако македонскиот јазик се укинеше или бројот на часови се намалеше. Јас апсолутно ги разбирам и професорите. Мене филозофија ми беше омилен предмет на училиште, логика исто така. И јас ја знам важноста на тие предмети и тоа што можат тие предмети да го понудат. Меѓутоа некако пак како што ви реков, мислам дека е многу поважно прво да видиме на како да ги смениме часовите, како да ги направиме часовите ефективни или тоа што викаме да внимаваме на таа функционална писменост прво, а потоа откако ќе се среди структурата на часот, да видиме како сите предмети можеме да ги внесеме врз таа нова структура на предавање, односно така ќе ги направиме и предметите ефективни, така ќе ги направиме и часовите ефективни, односно во тој случај самите ученици ќе ја сватат вредноста на тие предмети. Што вели новата концепција? Што значат промените во однос на наставната програма? Како би изгледал еден нов час? Мене што многу ми се допадна и што ми остави многу впечаток е прво што се остава програмата да биде, односно наставната програма, односно наставниот план кој што го изработуваат сите наставници да биде флексибилен наспроти тоа што до сега е фиксен, а тоа значи слобода и во планирањето на времето, и во планирањето на активностите, во смисла да речеме еве кога се прави планот за прва година учениците никој не ги знае, не ги познава. И сега јас правам концепт, правам план за следнава година како ќе ми се одвиваат активностите, колку време пример ќе ми треба за морфологија, колку време ќе ми треба за ренесанса, колку време ќе ми треба за тоа. Меѓутоа кога ќе стапнете во училницата, тогаш ќе знаете веќе која активност
ќе функционира или која активност нема да функционира и тогаш ќе знаете што да направите и како да направите. Така што новиот концепт ја дозволува таа флексибилност на програмите дека професорот во зависност од барањата, од потребите на учениците може да направи некоја промена. Исто така е ставено акцент на тоа дека да не биде часот само преку главната цел на часот да не биде меморирање на податоци кај учениците. Затоа што сега имаме достапност на податоци, тоа е најмал проблем. Туку да се научат учениците критички да размислуваат не само за светот, туку за себе си прво да размислуваат, така ќе го разберат светот и тие критички размислувања може да дојдат до израз ако часовите се водат врз основа на дискусија, врз основа на дебата, врз основа на насоченост од наставникот да истражуваат учениците, затоа што верувајте дека можат да откријат, посебно сега со нивното технолошко познавање, значи многу повеќе работи можат да откријат. И исто така што многу ми остави впечаток е тоа што во програмата, во концептот баш тоа еше така дека наставникот да не се гледа како авторитет, туку како партнер. А тоа е една од клучните работи за успех на часот. Што би значило тоа? Како би била таа релација помеѓу наставникот и учениците кога наставникот би бил партнер? Тоа значи дека ќе ги насочува да истражуваат за тоа што наставникот без разлика колку и да има знаење, колку и да е добар, не може да го даде целото знаење на учениците, меѓутоа може да ги насочи, односно да ја разбуди кај нив љубопитноста, односно да го покаже тој пријателски однос дека ги разбира нивните потреби. И сосема во ред некој пат ако се отвори дискусија, посебно како што рековте професорка, сум по македонски јазик, многу често кога работиме некое дело, бидејќи сакам така да ги работиме, да го слушнам мислењето на учениците за сето тоа, ќе се развие некоја дискусија во сосема друг аспект од тој што ми е замислен менеджер, кој што ми е проектиран со часовите и со самото тоа што наставникот покажува разбирање, пред се интерес за децава, тој автоматски станува нивни партнер. Значи, разменуваат, како да ви кажам, искуство, бидејќи се излегува од шаблонот. Не само што учениците учат од наставникот. Верувајте ми дека и наставникот може многу да научи од учениците, апсолутно многу. Да, многу е важно мислењето на учениците во оваа цела приказна и во овие реформи. Мене што ми остави впечаток од оваа концепција е тоа дека колку и кои предмети ќе се учат. На ова било поставено прашање од истражувањето од Бирото за развој. При тоа учениците го ставаат акцентот на намалување на вкупниот број на предмети, значи тие сакаат да имаат помалку предмети, а наставниците сакаат зголемување број на изборни на сметка на задолжителни предмети. Овдека им се косат мислењата на некој начин на учениците и на наставниците. Учениците сакаат предмети кои што се попрактични, кои што ќе ги научат во снаоѓањето, во понатамошниот живот. Ова ми остави впечаток. Разговарате ли вие со вашите ученици за овие реформи, нивното мислење, дали имате таква дискусија? Да, апсолутно разговарам постојано со учениците и пред да бидат предложени тие реформи, затоа што се чувствува нивната потреба за некаква промена. Тоа што спомнавте дека голем процент на учениците се согласни, односно 62,1 сакаат намалување на предметите, а професорите бараат зголемување на бројот на изборните предмети. Што значи дека тоа на некој начин зголемување на изборните ќе даде некако ученикот самиот да си одлучи што му е потребно, а од друга страна ние имаме проблем, викаме намалување на предметите и сега кој предмет да се намали? Ние без разлика не може ниту еден професор, па сметам дека ниту еден човек на кој што му значи образованието не може да се одлучи, ајде, овие предмети ќе ги скратиме или ќе ги укинеме. Значи буквално секој предмет има свое значење, секој предмет има своја важност, меѓутоа се јавува сериозен проблем кој што вика учениците се децидни во тоа дека им се многу часови. Така што со тој број на часови, да речеме, што го имаме сега, нашето образование воопшто не постигнува никаков ефект, затоа што и 15 часа да имаат дневно, џабе, тие ништо нема да научат, ништо нема да слушнат. И јас сметам дека многу поефективно би било и врз основа на ден, нели, да имаат тие помалку часови, да речеме, да немаат 7 часа, да имаат 5 часа, тогаш во тој случај нивната концентрација би била зголемена, нивниот интерес би бил зголемен, меѓутоа да, проблемот е во тоа кои предмети
да се исклучат, кои предмети да останат, како да се воведе тоа во пракса, тоа намалување на предметите и дали ќе има позитивно или негативно влијание. Меѓутоа верувам дека, односно сметам дека мора да направиме каков и да е чекор, па макар и ефектот да речеме дури негативен, затоа што 20 години нашето образование стои во место. Ние имаме застарени методи на објаснување, на предавање на часовите. Имаме да речеме прво, програмите треба да се сменат за тоа што треба да се учи, што не треба да се учи, да се стави акцент на таа медиумска писменост, бидејќи тоа е многу важно, да се стави акцент на тоа како да препознаваат лажни вести од вистините вести и така натаму. Така што дали сакаме ние или не, светот се менува. Образованието мора да одговори на неговите потреби. Новите потреби бараат и нови предмети, апсолутно, значи заштита на животна средина, ментално здравје, децата сами да имаат побарано, нели, психологија да се учи и така натаму. Значи новиот свет, новиот начин на живење бара децата да бидат учени на нови техники во наводници кажано, а од друга страна ги имаме и останативе предмети и сега малку верувам дека и на МОН, па и на сите инволвирани во тоа име тешко да го изиграат тоа што да остане, што да не остане, како да го направиме тоа, а да даде ефект. Но и тоа што не останува како предмет не значи дека се губи неговото присуство во образованието. На некој начин повторно ќе биде и логиката и етиката сигурно имплементирани, вметнати на некој начин, нема да се изгуби нивното постоење во образованието. Па да, тоа го сретнав некаде исто така во концептот дека логика како предмет, наставен предмет нема да, нели, го нема во списокот на предмети кои што беше, меѓутоа дека тие ќе бидат присутни во предметот филозофија и логиката и етиката, тоа можеме да го знаеме дури веќе како ќе бидат изготвени новите програми, бидејќи оваа концепција бара и сосема нови програми, нови програми вклучувајќи го дури македонски јазик и спорт и тие општествено образовни предмети, стручни предмети, односно предмети кои што децата ги бираат да се насочат, така што тоа ќе знаеме дали ќе се содржат некако, иако како што кажавте и вие, исклучувањето на тие предмети, односно менувањето на филозофија од задолжителен во изборен, не е конечен став, туку е само предлог и многу е поразително тоа што толку голем дел од учениците сметаат дека тие предмети не им се важни. Ние знаеме важноста на логиката и на филозофијата, меѓутоа можеби сега како возрастни луѓе. Дали ја знаеме, односно дали децата ја доживуваат таа потреба? И дали децата се свесни за тоа колку тие предмети им значат. И затоа јас уште на почеток спомнав дека прво е многу важно ние да го смениме самиот час, атмосферата на часот да ја смениме, децата да бидат и емотивно позрели, ментално позрели, нели, затоа е гимназијата да внимава и на физичкиот и на интелектуалниот развој на децава, па децава самите ќе ја почувствуваат потребата од сите тие предмети, дури се надевам и очекувам дека ако се реализира, нели, ова, нели, предлог програма за часот зборувам, не за отсуството на предметите, очекувам дека дури ќе се зголеми тој интерес, затоа што ќе го сватат значењето тогаш. Ми остави исто така впечаток слободните изборни предмети што се реализираат во вид на проектни активности. Вие ги споменавте на некој начин, сакав некако поголемо значење да им дадеме. Здравствено и сексуално образование, вештачка интелигенција, ненасилна комуникација и разрешување на конфликти, ментално здравје и добросостојба, ова се дел од понудените нови предмети кои што би биле изборни. Може да ни појасните што би значело ова? Сега искрено верувам дека најдобро можат да објаснат што би значило, односно замислата на тие што ја спремиле, нели што го правеле концептот. Меѓутоа мене што многу ми остави впечаток како слободна ученичка активност, па мислам дека и ние сме имале, нели, постојано изработка на некаква проектна активност, тоа е повеќе, односно целта на таа проектна активност е да се насочат учениците да размислуваат, да истражуваат и така натаму. Тоа што најмногу ми се допадна искрено е ненасилна комуникација. Затоа што кај младите, кај учениците, па доволно е, како што зборувавме, качете се во автобус, да ги слушнете младите како комуницираат меѓу себе. Значи,
секако и ние додека сме биле нели тинеџери деца, не сме се однесувале кон себе си, не знам со најголема љубов или со не знам какви на шекспирски јазик, нели, како што меѓутоа се чувствува насилство во тој јазик. Буквално секој втор збор е пцовка, секој втор збор е со некаква насилна идеја, без разлика ти е дали го мислат или не го мислат. Меѓутоа, со самото тоа што ти го слушаш, нели? Јас вчера баш имав искуство во автобус со преполн автобус со ученици и кога ги слушнав како се зборуваат меѓу себе, бидејќи нивното зборување, нели, нивното однесување во училиште е малку поразлично, бидејќи овде се професори, стручни служби и така натаму. Меѓутоа, надвор на улица, речникот меѓу децава, односно, мислам дека и самите не се свесни колку тоа што го зборуваат тие влијае кај другиот, ако се има предвид порастот на анксиозност кај децава сега. Така што од тие слободни активности, затоа што ако им се дозволи на учениците да истражуваат на тема ненасилна комуникација, да речеме, тие ќе ги прочитаат работите кои што тие ги прават и можеби ќе се подзамислат дали е тоа во ред или не е во ред. Пак викам можеби, затоа што образованието мора да претрпи многу промени. Не може да очекуваме ние дека ајде сега ќе направиме, нели, ќе го воведеме, ќе го изгласаме тој концепт и дека од следниот септември децава ни се наши разбудени или дека, значи, тоа е процес. Тоа е процес, ама ако се почне, тие ќе почувствуваат дека професорот навистина се грижи за нив. Денеска децата образованието, односно во училиштето го доживуваат како џабе губење време. Значи, па кога ќе ги прави, па ќе се спие дома професор, ќе тоа ми секако попаметно. Професорите ги доживуваат како предизвикувачи на непотребен стрес. Сега тестови, ќе се стресирам или мислам дека не се стресираат толку поради самите себе си како што се стресираат поради родителите, нели, поради очекувањата на родителите и ние ќе бидеме успешни кога ќе се смени тој поглед на децата кон образованието. Сега јас не очекувам дека тие во септември одвај ќе чекаат да дојдат на училиште, ама апсолутно и најсовршено да е, секој пат на детево училиштето му е тргање од, да речеме, тие слободни активности, од играта, од слободниот живот без обврски во некаква пак шаблонска игра. Меѓутоа, ако се посвети внимание на нивните потреби, на нивните желби, ако се посвети внимание на начинот на кој што размислуваат тие и да ги слушаме, мислам дека тоа е најважно, тогаш ќе го гледаат со подруги очи, ќе ги гледат професорите со подруги очи, односно ќе им веруваат. А за професорите е најважно ученикот да верува дека тоа што му го кажува му е навистина потребно. Затоа барем јас со моите ученици имам такво искуство, ама без разлика што ќе објаснувате вие. Објаснувајте за именки. Професорке, зошто е важно да го учиме тоа? Зошто ни се потребни именките? Зошто ни е важно да го прочитаме Злосторство и казна? Ме разбирате? Така што тоа е процес, меѓутоа се надевам дека ќе го отпочнеме. Да, тие сакаат да имаат одговор зошто треба да го знаат тоа. Што ќе ми користи? Што ќе ми користи? Тоа се и во право на некој начин. И во однос на оценувањето, што е нешто најстрашно за учениците, ќе има некакви измени, барем според концепцијата. Како размислувате во тој поглед, потребни ли се измени, како сега се одвива оценувањето, како од наше време или има некакви промени во однос на тоа? Наше време. И во наше време секој пат имало професори кои што на различен пристап доаѓале до тој, според мене, најтежок момент. Значи и за наставниците е најтежно, не само за... Апсолутно, затоа што денеска оценките не се доживуваат како, да речеме, насока, дека еве пример, тебе не те бидува за пишување поезија, насочи се кон пишување проза. Не го доживуваат како насока, туку го доживуваат како личен неуспех или казна од професорот. И секој пат кога ќе дојде тој момент на оценување, се запрашувам себе си дали е во ред тоа што го правам, како да ви кажам, тоа зависи на некој начин од таа оценка зависи среќата на ученикот. Тоа што е ново, нели, според овој концепт,
а сметам дека и до сега требало така да функционира, оцениве да не бидат формирани врз основа само на тест, во смисла како што зборувавме ученикот на овој загаден воздух, посебно во Скопје, нели, доаѓа на училиште, чека не знам колку време автобус, доаѓа во училиште кај што да речеме дали има нема грење, преку лето топло, преку зима ладно, без разлика какви да се условите. Тој доаѓа во училиште во текот на целата година, дури еве може би неубаво звучи, се обидува, односно се тера себе си да ги истрапи тие часови 7 што одвај чека да завршат, за на крај да му рече твојата оцена зависи од тестот. Добива тест тројка и му става тројка. Сметам дека во оценувањето треба да се има заложбата на ученикот да научи нешто. Неколку научил. Ние сите имаме различен капацитет. Јас денеска можам да научам напамет да речеме сега или како и да е 50 работи, ти можеш 5 работи, толку е капацитетот. Меѓутоа, со самото тоа што ти си го дала твојот максимум, е за похвалба. Нели е така? Така што сметам дека треба да се следи во текот на целата година или целото полугодие развојот на ученикот, неговата работа, неговиот интерес и така натаму, и врз основа на тоа да се комбинира оценка, бидејќи не сите ученици се изразуваат исто и писмено и на тест. Сметам дека кога посебно јас имам баш искуство, ако им речете утре ќе имаме испрашување, и ако имаат испрашување тој најавен ден, значи ќе добиете многу послаби одговори отколку ако го направите испрашувањето неосетно. Денеска доаѓам, ајде повторите што беше тоа, на што мислиш за тоа, и вие тогаш бидејќи децата кога се спомне тест или испрашување, некако стравот е најголем непријател, нели, за размислување и така натаму и така натаму, така што мислам дека нивниот став кон образованието ќе се смени ако се смени начинот на оценување. Професор, ке на самиот крај уште едно прашање во однос на поразителните резултати на меѓународните тестирања. Дали ќе се работи на ова со оглед на тоа што навистина во последните години имавме поразителни резултати од страна на учениците? Под надпревари сигурно не мислите на резултативе како надпревари по математика, олимпијади и така натаму, затоа што тука имаме исклучителни резултати од сите наши ученици, значи навистина. PISA тестирање е таа тема која што ја зборуваат сите, односно да речеме неуспешноста на тоа PISA тестирање кое што ги направи нашите ученици неписмени. Јас повеќе верувам дека таквите резултати, односно, таквите резултати од PISA тестирањето се резултат на неинтерес од страна на учениците, затоа што тие се анонимни. Не се со име и презиме. Така што тие не се замараат да го исчитаат тој долг, досаден тест. Верувам, односно знам и убедена сум дека функционалната писменост е на многу ниско ниво, таа функционална писменост значи практична примена на знаењето, а рековме тоа ќе се поправи ако се поправи атмосферата на часот. Меѓутоа тие PISA тестирање сметам дека повеќе се резултат на неинтерес од страна на учениците, во смисла, па чекај, што направи сега образованието за мене, па јас да се замарам дали Македонија ќе биде на 15-то место или ќе биде на 20-то место. Барем моето искуство ми го дава тој одговор. Да, значи сепак треба да се работи на тоа како учениците ќе го доживуваат учењето и училиштето. На крај се сведува се на тоа. Благодарам многу, професор, ќе ми беше задоволство што разговаравме. Ете, тоа е уште една актуелна тема која што ја опфаќаме преку нашиот медиум. Ве оставам да уживате ни со старатите содржини на Слободен печат.